Добро вечер. Добро дојдовте во Божјото присуство. Денеска е празник, голем празник. Почнува последната седмица пред Великден и се празнува Христовото влегување во Ерусалим. Кај нас празникот е познат како Цветници, зашто веројатно кај нас нема палми, инаку би се викал Палмов ден. Бидејќи цел Ерусалим и сите што беа дојдени на празникот Петдесетница во Ерусалим излегоа да го пречекат Месијата, Спасителот, и фрлаа палмови гранки. Истиот тој народ после една недела се сврте против Спасителот и побара негово распнување. Тоа е човекот, човечката природа. Човекот се крева против Бог. И тоа е приказната на човекот од почетокот и до ден денес продолжува. И начинот на кој се празнува овој празник кај нас е повторно еден бунт против Бог. Секој оној кој сака да вистински да го отпразнува овој празник, начинот е да дојде пред Бог, да дојде кај Бог, да се поклони и да го прослави. Да се поклони во неговото присуство, да се поучи од неговото слово и да го следи неговиот пат. Секој друг начин, сите други практики кои се магиски во голема мера, зашто гранката, зелената, дали е врбова, дали е некако друго зеленило, не може да даде здравје и е нарушување на она што Бог ни го оставил, а тоа е да се добруваме само на Него. Можеме да му угодиме на Бог само ако веруваме. Само со вера, преку вера можеме да му угодиме на Бог. Вера во Него, не вера во некакви мистични, магиски ритуали. А целиот склоп на целиот так циклус и комплекс на нешта кои се прават на овој ден се врзани со некакви магии и верба во предметите, во растенијата и во останатите работи. На таков начин не можеме да му угодиме на Бог. Тоа е уште еден бунт против Бог, уште едно распнување на нашиот Спасител Исус Христос. Јас верувам дека ова вечер, колку што сме дојдени вистински да го дочекаме нашиот Спасител во нашите срца и вистински да му се поклониме. Да му се поклониме, зашто тој умре за нас, да не спаси, да бидеме во целата вечност заедно со Него. И како што сме така собрани, да се исправиме и да се молиме. Татко Небесен, и Ти благодариме за овој ден што ни го подари, уште еден ден, Господи, за Твоја слава. И се молиме на вистина да и сега кога сме собрани, Тебе да Ти отдадеме слава, да бидеме на вистина собрани во Твоето присуство. Дојди ни, Господи, за Тебе да Ти отдадеме слава и чест. Се молиме, Татко Небесен, исполни ги нашите срца за Твојот Свети Дух. Се молиме, Господи, обнови го Духот во нас, освежи не, Господи, со Твоето присуство. Се молиме, Татко Небесен, Ти отстрани се што не е угодно на Тебе во нашите срца. Се молиме, Господи, прости не за се оно што сме го направиле и сме Те повредиле Тебе, и прости ни, Господи, и нека Твојата совршена крв да не омие оваа вечер. Да бидеме, Господи, пред Тебе исправени, свети и праведни преку Твојата праведност. Се молиме, Татко Небесен, Ти благослови го сето оно што го правиме ова вечер да биде за Твоја слава и чест. Се молиме, Господи, секој принос што ќе го принесеме пред Твојот престол да биде угоден на Тебе, да биде со дух и вистина се принесено на Тебе. Ти, Господи, благослови го славењето, Словото и секоја молитва што ќе упатена кон Тебе, чуја, Господи, и милостиво одговори на неа. Се молиме, Господи, и за нашата земја, благословија во денешниот ден, Господи. Ти дај преку овие избори мудрост на народот и, Господи, се молиме мир да има во земјата. Се молиме, Господи, за водачи кои пред се Тебе Ти се поклонуваат и кои имаат одговорност пред Тебе за службата која Ти им ја даваш. Се молиме, Господи, нашиот народ. Се молиме оваа земја, благословија и оваа седмица во која се подготвуваме за Твоето воскресение. Ти, Господи, да ги привлекуваш луѓето кон Тебе, целиот народ да го привлечеш
I ti, Gospodi, вистински да воскреснеш во оваа земја и да донесеш спасение, Господи, меѓу луѓето што живеат овдека. Во името на Исус Христос, нашиот Спасител, го бараме сето тоа. Амин. Ај сега да го славиме нашиот Бог. To Isus dava nadež vo srceto, samo ime to Isus, duša da me bodri, samo ime to Isus, bleska mene kako zrak, samo ime to Isus, me drži v ljubovta. Samo ime to Isus dava nadež vo srceto, samo ime to Isus, duša da me bodri, samo ime to Isus, bleska mene kako zrak, samo ime to Isus, me drži v ljubovta. Isus mene mi dava radost mesto osamljenost. Isus mene mi dava sila da se mola, po molitvi te moji, zaraka me vodi tvoj. Isus mene već saka, se griži za mene, se rodi za mene, to i umre za mene. Jaz ke pejam za milost dana mojot, Gospod sekoj čas, sekoj čas. Jaz ke pejam za milost dana mojot, Gospod si te dobri, ni se od tvojot Bog. Sekade ke raskažam za vernosta, sekade ke raskažam za vernosta na Spasitelj moj. Jaz ke pejam za milost dana mojot, Gospod sekoj čas, sekoj čas. Jaz ke pejam za milost dana mojot, Gospod si te dobri, ni se od tvojot Bog. Sekade ke raskažam za vernosta, sekade ke raskažam za vernosta na Spasitelj moj. Jaz ke pejam za milost dana mojot, Gospod sekoj čas, sekoj čas. Jaz ke pejam za milost dana mojot, Gospod si te dobri, ni se od tvojot Bog.
вечер и од мене. Добро вечер и за сите оние кои што не следат преку своите монитори, насекаде, може да кажеме веќе слободно насекаде ни светот, дека не следат. Се надевам дека преку славенето ги подготвивте и вашите умови, и подготвени се и вашите срца, да можеме да споделиме оваа вечер што Словото, што Бог има да каже за секој еден од нас. Може би ова приказна што сакам да ви ја кажам, многу е експлоатирана во христијанските кругови, многу е стара. Барем за мене сум ја слушал многу пати, за таткото, за синот и за товареното магаре, кои се прибирале полека на кај дома. Таткото уморен, па се качил на магарето и така си врвеле на кај дома. Па ги сретнала група на луѓе и прокоментирала: нели ти е срамота, ти возрасен човек, ем сте го натовариле магарето, ем сгора нато и ти си се качил на него, а детето младо, сирото, оди пеш. Стави го детето. Вика, на вистина е така, дај да го качам детето на магарето и да продолжиме. Понатака друга група на луѓе ги сретнала, рекла: нели е срамота, ова младо дете качено на магаре, а возрасен татко да оди пеш. Таткото рекол: море, управо е. Да ја скратам приказната, ако продолжиле така, на крајот обично велат дека може би стопанинот магарето на крај ќе си го ставил на рамо, па така сигурно ќе се приберат дома. Размислувајќи за вечерашнава тема и вечерашнава проповед, многу често ние христијаните би сакале, јас имам такво едно чувство, дека би сакале за секоја една дадена ситуација, за секој еден момент, за секој едно решение што би требало да го донесеме, сакаме да имаме се да ни е кажано во Библијата. Многу често слушам дека луѓе говорат дека која е Божјата волја за определена ситуација, како треба да постапам во определена ситуација, какво решение да донесам кога се исправаме пред дадени ситуации. Па кога би Бог би ни дал за секоја една дадена ситуација, што би требале да направиме, за секој едно решение низ овој живот, па во најмала рака Библијата би наликувала на една добра енциклопедија и дебела. И ки имаме многу сериозен проблем кога Библијата би била во вид на енциклопедија, бидејќи последните статистики говорат која група на луѓе најмалку ја чита Библијата, и за жал тоа се христијани. Христијаните се оние кои што најмалку ја читаат Библијата, жално меѓутоа е вистинито, а камоли кога би имале една толку дебела како една енциклопедија, Библија, тогаш воопшто не би ја ни читале. Но апостол Павле, пишувајќи го своето послание и писмо до коринтијаните, говори дека и им пишува и се однесува кон тие луѓе како кон младенци, како кон мали деца. Бидејќи многу често сум говорел дека не сите овдека, не само во нашата црква, него општо во христијанството, не секој еден од нас е на едно исто духовно ниво. За разлика од обичниот секојдневниот живот, животот на христијанинот не се мери според своите години, физички години. Меѓутоа се мери од денот, како што велиме, на неговото на новораѓање и на тој негов растеж. Тој негов растеж и тоа негово придвижување кон Исус Христос. Многу често говорат дека едно мало бебе или еден жив човечки организам нема потреба никој да го насилува и да му вели да расте. Ако навистина е здрав, тој природно си расте и се развива. Меѓутоа, не можеме да направиме една парабола со нашиот христијански живот
Исто така од оваа страна, од амвонот, имам чувство како секој пат ние што говориме од оваа страна, како на сила да ги тераме луѓето од другата страна да просто да сакаат, да имаат желба и жар во срцето, да растат во спознавањето и да се приближуваат полека кон Христос. Во таа една паралела, Словото ни вели дека како едни млади во верата, би требало луѓето да ги поттикнуваме и да ги учиме додека се уште млади и додека се уште како едни деца, да ги разберат принципите на Библијата, да ги разберат принципите на Словото. Јас говорев додека го разгледувавме Матеј дека сите параболи, сите причи, многу е важно во Библијата да ги разбереме принципите. Тие се тие кои што можеме да ги практикуваме во секојдневниот живот. Тие се тие кои ни даваат, би рекол, еден поттик да живееме еден навистина благоугоден христијански живот. Па од тука ова го велам како еден поттик и да дојдам до вечерашната моја тема или наслов за вечерашната моја беседа, во која насока се движам јас. Секој еден би сакал оваа вечер, во овие 3-40 минути, да се запраша во која насока се движи. Има еден текст во Прво Коринтијаните од апостол Павле, 6 глава, 12 стих. Ки говорам оваа вечер само на тој еден и единствен стих. За мене многу, би рекол, и длабок и многу важен стих, бидејќи ни дава многу битни и многу важни принципи за едно живење, би рекол, како навистина возрастни и зрели христијани. Многу е важно, малку подоцна, ќе се осврнам на тоа да нашиот живот, од кога сме поверувале во Господ Исус Христос, од кога сме земени и накалемени на лозата Христова, и како што дадов примерот со секој еден жив организам, ние како христијани би требало од ден на ден да зрееме. И треба да дојде еден ден кога навистина ќе бидеме зрели. Зошто го говорам тоа, бидејќи само еден зрел христијанин може да носи пред се одлуки и тие одлуки да бидат навистина зрели и да бидат навистина важни одлуки во самиот негов живот. Бидејќи како и да е, ако ги погледнеме и нашите физички семејства или децата, ќе дојде ден кога нормално е, како што велиме, децата да го напуштат татковиот дом и добро е да бидат подготвени да го живеат животот и да носат, неминовно е, животот ќе бара од нив да носат определени одлуки, тоа секој дневно. И да не им треба да носат под мишката некоја голема енциклопедија и за секоја една дадена ситуација да ја отвараат и да бараат што во определена и дадена ситуација да одговорат или какво решение да донесат. Овој стих можеби на повеќемината ви е познат во, како што реков, Прво Коринтијаните 6 глава 12 стих, кој вели се ми е позволено, но не се е полезно. И вели се ми е позволено, но не сакам ништо да надвладее над мене. Ке се задржам, ке гледам од овој за мене богат стих, не дека нема други принципи битни и важни. Се е важно и битно во целата Библија, но ние по-човечки, па и јас така, ние луѓето си даваме дека ова е многу важно и би сакал да извлечам од овој еден стих 4 многу важни и битни принципи кои јас сметам дека се важни за нашиот христијански живот, за нашиот христијански растеж, за нашето, би рекол, христијанско зрење во верата и во приближувањето на Исус Христос. Пред многу години ќе се навратам некаде 81-82 година кога се вратив од војска. Овде стана многу популарно да младите во тие години, на мои години, да се оди во Грција да се берат јаволка.
Па така разбравме дека во тој македонски дел, како што го нарекуваат, дека може да се разбереме со луѓето, говорат на наш јазик, треба да сме екипа од тројца млади луѓе за да береме јаволки. Отидовме и ние со двајца мои другари, се снајдовме таму во тој лерински дел Костурски, во Тихио, едно место, и не примија наши луѓе, и утрата ден кажува, започнувате со работа од 6 сабајле до 6 на вечер се работеше после пладне по 12 часа, 1 час време за ручек, и ни објаснива како се работи целата работа. Многу беше интересно на тој наш човек, имаше од нас, може би 30 на години постаро, момче кое што беше вратено од Америка, вика, Јаски, дали некој пат во животот сте береле јаболки? Кажавме, никој пат. Вика, значи, на секое дрво пристапувате по тројца. Еден влегува внатре, се качува, еден со скала врти околу дрвото, и третиот човек ќе ви додава кофа. Кофата има ченгел, кофас, закачуваш, ни објасни како треба да се фати јаболкото, како да се скине за да остане дршката. На секое јаболко мора да остане дршката. И многу важно и многу битно да се ставаат во тие кофи нежно, да не се фрлаат, да не се удараат. Утрата ден човекот вели, да ви кажам нешто, меѓутоа се е добро, задоволни сме, меѓутоа не сте експедитивни. За прв пат се сретна со тој збор експедитивни. И многу години не сум го ни размислувал што представува суштина експедитивноста. Ако земете да отворите речник или други работи, ќе видите дека има две нешта во самиот збор. И се враќам пана во Грција, човекот рече многу внимателно берете. Значи, задоволни сме, не ги чукате, честни сте. Ви недостасува брзина. Значи, се знае колку во тек на денот тројца можат да наберат јаволки. Се ви е дозволено, но се не ви е полезно. Станува збор за една експедитивност, и таа експедитивност се состои од брзина и од тоа на кој начин нештата ги работите. Во самата експедитивност секој пат има две компоненти. Начин на работа и брзина. Од овој би рекол прв принцип, што сакам да говорам оваа вечер, секој пат може да извлечеме еден заклучок кога се прашуваме дали определено нешто го правиме на вистинскиот начин и дали може сме во недоумица, дали е тоа вистинскиот и правилниот избор. Со други зборови, секоја една наша постапка, секое, би рекол, наше размислување, бидејќи се потекнува од мислата, ние треба да знаеме и да сме сигурни дали тоа нешто е вистинското, дали тоа нешто што го правам ме води во правилната насока. Ја реков дека оваа вечер ќе повторувам по неколку пати, секој еден од нас да се праша дали се движам во вистинската насока. Другата компонента ни е дадена во Библијата и вели вака повторно апостол Павле во 2 Тимотеј 3:16. Целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување. И тоа воспитување и се ова што го говори во праведност. Дали било која наша одлука во оваа експедитивност, овој принцип на експедитивност, секој пат го имаме словото кај што треба да се прашаме што вели словото по оваа определена работа. Словото, не треба да заборавиме дека единствено словото, единствено многу е важно што ние веќе, како на новородени луѓе, ние си имаме и подлежиме под една друга, би рекол, юрисдикција. Така да, за нас авторитетот
и за се она во животот што го правиме, треба да погледнеме и треба да видиме што точно вели Словото. Има уште еден стих кој сакам да го прочитам. Вели вака во Филипјаните, 3 глава од 13 до 15 стих. Браќа, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса и така, кои сме совршени, мислиме вака. Ако вие мислите и нешто поинаку, Бог ќе ви го открие и тоа. Нашата единствена цел е да се приближуваме како верни кон Господ Исус Христос. Немаме друга цел како христијани. Немаме апсолутно зашто друго да размислуваме кога говоревме, ке се навратам исто за вистинските верни луѓе, за вистинските христијани. Вистинскиот христијанин секој пат се стреми и има една и единствена цел. Апостол Павле ни вели дека воопшто не се навраќа наназад. Го имаме и Словото и можеме секој пат во секоја една дадена ситуација да се запрашаме. Дали оваа моја одлука ме доближува кон дадената цел и кон Господ Исус Христос, или таа одлука ме одвраќа назад. Нема трета солуција. Или со било кое наше решение, или со било која наша одлука. Ако ги земеме во предвид секој пат двете компоненти, што вели Словото и каков е мојот избор, или одите чекор напред и се доближувате кон Господ Исус Христос, или се враќате на назад. Од друга страна, како што реков пред малку, не треба да заборавиме дека како вистински христијани, ние сме си поробени и скапо платени, вели Словото, од Исус Христос. Да не заборавиме дека сите ние овдека и претходно сме биле поробени, меѓутоа сме биле робови на ѓавол. Не, звучи многу круто, звучи многу, можеби и невкусно би рекол. Меѓутоа вистината е таа. Или сме поробени и сме робови на ѓаволот, или со нашето прифаќање на Исус Христос, со нашето на новораѓање, ние стануваме робови на Христос. Како принцип на поробување, не треба да заборавиме една и единствена работа. Дека носејќи ги овие одлуки, било која одлука, како што рековме пред малку, ние треба да знаеме дека нашиот авторитет, дека тој што не има откупено, тој на кого што му служиме е Христос. Сето она што излага од авторитетот на Христос е грев. И ова е многу едноставно и многу грубо, меѓутоа вистината е таа. Или служиме и се движиме кон целта, или треба да се запрашаме секој еден од нас во која насока се движам. Бидејќи на машките часови, тие кои што беа сега последниот пат, говоревме за хиерархијата во црквата. Говоревме за авторитетот на пасторот во секоја една црква. Не можете да имате авторитет. Христијанството малце е уредено поинако него од светските хиерархии, кажав. Не можете да бидете авторитет некаде ако не сте самите вие под некаков авторитет. Така да нашиот авторитет на секој еден од нас е Христос. Ако не се вклопуваме, ако не сме под негова, пак ја речам, юрисдикција, треба секој еден од нас да се праша во која насока се движи. Како трет принцип, коринтијаните и целото општество коринтско, паганско општество, апостол Павле, се поклонувале веќе идолопоклонство,
колку што сакате. Секој си имал свој некаков Бог на кој што му се поклонувал и на кого што му принесувал жртви. Кога ќе дошол празникот на некој од нивните богови, или земале овен, или земале коза, ја колеле и ја принесувале како жртва. Тоа е еден многу интересен круг во Коринт што вели апостол Павле, сите биле задоволни. И тие што колеле, по ниска цена го продавале на месарите, месарите имале добра цена па го продавале на луѓето во Коринт. Но излегол еден проблем токму од христијаните. Христијаните рекле, ние не знаејќи доваѓаме и купуваме од ова месо и го јадеме, а тоа месо е жртвувано за ѓавол. Се воспоставиле и дошле во конфликт две групи, и тоа во многу жестоки конфликти. Така да самите тие луѓе дошли до апостол Павле да бараат едно мнение, едно мислење, што треба да прават во една таква ситуација. Апостол Павле под вдахновение на Бог не им дава некој закон. Ја и во Матеј, пак ќе се навратам, говорев, законот е многу крута работа. Законот сам по себе не може да еволуира. Затоа апостол Павле овдека им вели и да јадете од месото, и да не јадете од месото, ниту ќе станете подобри, ниту ќе станете полоши. Но многу важен принцип дава, вели, многу важно е да мислите за братот кој што е до вас. Многу важно е да мислите и секој пат да го имате братот што е до вас, да биде пред вас. Воопшто не е важно јадењето. Ние сите би требало, сакале ние или некеле, оставаме некаков печаток, оставаме некаков белек, оставаме некаков пример со нашиот живот. Ако ние овде, внатре, во црквата, каде што навистински се сметаме дека сме браќа и сестри, многу повеќе поврзани, многу повеќе би рекол поблиски, неголи од нашите крвни семејства, треба да покажеме пример дека навистина секој еден од вас ни е поважен и побитен. Тој пример говори многу повеќе од илјадници зборови. Примерот не е само добар за подкрепување за едни меѓу други. Примерот е многу важен и примерот игра многу важна улога воопшто во светот. Ние мислам дека исто еднаш кога напоменав дека луѓето можеби мислиме дека во светот не гледаат. Меѓутоа, луѓето, јас би рекол дека сме ставени под микроскоп и секој еден од нас го гледаат што прави и како сето тоа го прави. Со други зборови, може да вообичаено ние сме научени или да се оправдуваме, или јас велам, може да говориме се и сешто. Меѓутоа, не ни вреди зборот, не ни вреди ништо од тоа што ќе кажеме, ако стварно немаме некаков пример. Примерите едните меѓу други ги познаваме многу, би рекол, добро. Секој еден од нас во однос на другиот и во однос на каков пример остава, знаеме, да кажеме, најдобро би рекол за другиот. Четвртиот пример или последниот принцип вели се ви е дозволено, но не се ви е полезно. Апостол Павле вели дека не сакам едноставно ништо да завладее со мене. Ние имаме една обврска, ја кажав на почетокот, не е целта, многу пати говорам да дојдеме во недела во црква. Да не бидам погрешно разбран. Тоа е дел од животот на вистинскиот христијанин да сака да дојде во црква. Друго е прашањето секој еден да се праша зошто доваѓа секоја недела во црква. Нашата цел
за доаѓањето секоја недела во црква. Прво е за да го прославиме нашиот Господ и Спасител Исус Христос, меѓутоа, како што реков, да не останеме бебиња во нашиот духовен растеж. Кажав на почетокот дека нормално е да зрееме и нормално е еден ден да узрееме. Ние овдека се обучуваме. Ние овдека се трудиме, пак ќе кажам, од оваа страна со пасторот, за да споделиме што вели Словото, се со цел и оваа моја вечерашна, како што реков, беседа, во кој правец се движам, да можеме да ги разбереме принципите, да можеме да ги научиме, да можеме да ги вметнеме во секојдневниот живот, да донесуваме едни навистина зрели одлуки, како што доликуваат на едни зрели христијани. Средите, вторниците, не е важно кога имаме домашните групи. Целта е потполно иста, за да зрееме, за да се обучуваме. Словото вели за да се усовршуваме. Четвртиот принцип, апостол Павле вели да се усовршуваме. Нема здрав организам, пак ќе кажам, кој што нема желба, кој што не е нормално да се усовршуваме од недела во недела. Многу е важно нашето усовршување. Може да земеме еден единствен ден од нашето, да речеме, утринско станување. Ја не знам кој што чита во текот на денот. Верувам дека сите нешто читаве. Може да е и Библија, може да си купувате некакви списанија. Верувам дека сите имате телевизори, не знам кој од вас што гледа. Имаме сите радија или слушаме, да речем, некаква музика, повторно не знам кој од вас што слуша. Не знам точно кој од вас како го поминува слободното време и со какви луѓе другарува или со какви пријатели или со какви родни. Што сакам да кажам? Тоа што го слушате, тоа што го гледате, со луѓето кои што се дружите, треба да знаете, повторно контекстот е еден ист кај апостол Павле, како што реков од почетокот. Два се сегментата. Или тоа нешто вас ви изградува и ви усовршува, или да знаете дека тоа нешто што го правите или ве разградува и ве уназадува. Нема трета солуција. Не знам, затоа реков, но секој еден би требало да се праша во текот на својот ден. Секој еден знае што чита. Се движам ли во правилната насока? Дали на крајот од краиштата, дали она сето што го говорам, дали сето она што го правам, дали може да биде компактибилно? Не можеме тоа што го говориме да го одвоиме од тоа што го правиме. Тоа е една единствена монета со нејзините две страни. Не можеме да ги одвоиме ниту експедитивноста, не можеме да одвоиме ниту усовршување. Меѓутоа, само така, само на еден ваков начин, можеме да бидеме сигурни дека се движиме во вистинската насока. Немате потреба од консултации, би рекол. Немате потреба никого да прашувате. Можете да ги примените овие принципи уште вечерва, уште од утре, секој еден од вас ќе си знае и ќе си даде одговор дали се движи во вистинската насока. Ако не се движите во вистинската насока, прво не донесувате вистински одлуки, бидејќи само вистинските одлуки можат да ве водат во вистинската и во правилната насока. Бидејќи ќе дојде денот кога сите ќе си заминеме од оваа земја и ќе дојде мигот кога со Христос, јас верувам и сум убеден дека ќе се сретнеме очи во очи. Добро е, јас си замислувам како ќе биде таа средба, како ќе биде тоа
dobro napravljeno, verен и добар слуг. Амин. Да се исправиме и да се молиме. Татко, фала ти за денешниот ден. Фала ти, Господе, за привилегијата што можеме да се наречеме Твои деца, што можеме, Татко, да Те познаваме одблиску, што можеме, Господи, да се поучуваме од Твоето Слово. И аз, Господи, се молам за секоја една душа што вечера сме собрани овдека. Се молам за цела Македонија и за секаде каде што се проповеда Твоето Слово. Давај, Господи, поттик, давај, Господи, жар во срцата, да сакаме да раснеме во Твоето спознавање. Давај ни, Господи, сили да можеме сето тоа што го слушаме, сето тоа што го научуваме, преку се што ни се откриваш, да го примениме во нашите животи и навистина, Господи, да бидеме едни зрели христијани кои што ќе носат зрели и одговорни одлуки. И Те молиме, Господи, да имаме сигурност и да знаеме дека се приближуваме кон Тебе, кон вистинската цел и се движиме во вистинска насока. Молам и благодарам во името на Твојот еднороден Син, нашиот Спасител, мојот Господар Исус Христос. Амен. Ti peam pesna ljubovna, Ti si Gospod, koji me spasi. Od srce Ti blagodaram za sve što stori. Zakani su
благодариме на Гаго за ова слово и за подсетувањата. Многу е важно во која насока се движиме, зашто ако не се движиме во правилната насока, нема да стигнеме таму каде што сакаме. Многу важно е да се движиме. Ако не се движиме, пак нема да стигнеме. Добро, одиме понатаму ова вечер. Прво ќе прашам за родендените. Имаме ли родендени? Немаме. Имаме само една виолета, едно цвеќе, ама не е тука. Други цвекиња немаме у црква, зашто некаде, например, у Бугарија денес сите оние што имаат имиња, цветни имиња, растителни, се имаат имендени и им честитаат, да. Но ние немаме такви. Добро, тогаш сообщенијата на крајот. Ова вечер ни фалат некои луѓе, веројатно се на избори или на, а па може и на имендени. Не се слави овдека? Цветите, они што се викат цвета, слават, да, може и се на имендени. Некои кажаа дека ќе одат на именден. Добро, значи ова недела нема да се собираме вторник и среда во домашните групи, зашто во петок сите ќе се собереме во Драчево. Како што правиме секоја година за Велики петок и таму имаме дружење. Имаме Господна трпеза, имаме слово, го славиме Бог и се храниме заедно и така и оваа година. Сите сте добредојдени, дојдете заедно да го празнуваме овој Велики петок. А во недела имаме великденска служба, празнична, во редовното време, во 19 часот. Добро, ова година Великден се падна недела, таман ќе ни се поклопи богослужбата. Секоја година е така, знаете, нели, шега е тоа. Ке има програма, така да може да поканите и деца, и пријатели, за да разберат луѓето што е Великден, зошто славиме Великден. Така да канате луѓе, да дојдеме, да се собереме овдека и ова да биде уште еден начин повеќе да кажеме за воскресението на Исус Христос, зашто еден ден ќе не прашаат дали тоа што го знаеме, дали спасението кој ние го искусуваме и говориме за тоа спасение. Дали работиме на спасението на луѓето околу нас. И уште една работа, многу поздрави имате од нашите браќи и сестри од Бугарија, од Софија. Синок имаше концерт великденски, денес имаше служба, пратија многу поздрави, се молат за нас, мислат на нас, не сакат, не почитуваат, а и ние пак исто така се молиме за нив и заеднички го градиме Божјото царство, заедно со молитвите. Помните ги вие во вашите молитви, имаат проблеми нашите пријатели, кога ќе се сетите, а убаво секој ден да се сетите на нив, бидејќи они секој ден не спомнуваат во нивните молитви, да ги спомнуваме нашите пријатели, нашата црква, сестринска во Софија, блага вест, да се молиме за нив, Господ да ги благословува. И они си имат своји проблеми, како што сите си имаме. Тоа е крајот на оваа богослужба. Јас ви благодарам што отделивте ова вечер време да бидете со нас, заедно, заеднички да се поучиме, да го славиме нашиот Господ. И ова недела движете се во правилната насока. Движете се според ориентирите што ги чувавме ова вечер. Да стигнеме сите заедно, таму каде што сме се насочиле. Да бидеме еден ден во Божјото царство.